Добро вечер. Тредневник на К3. Во населбата Долно Којнаре во Куманово беше осветен црковниот храм Свети Спас, на кој присуствуваа голем број на граѓани од населбата и од другите краеви. По речиси 100 години оваа населба доби свој храм, во чија изградба помогнаа голем број на добронамерници, а воедно ќе придонесе за поголемо зближување на луѓето од православна вероисповед. Игор Здравковски, кој чинно учествуваше, го истекна големото значење на храмот за идните генерации. Отец, денеска голем дел во населбата Којнаре, еве да ни кажете твои први импресии. Па, одлично нешто, затоа што знам колку е верен и народот. Кога поминувам како парохиски свештеник овдека, ниту една куќа не враќа свештеник. Во домот сите си имаат слава, имаат икона. Однесувањето на дечињата кон свештеникот е со почитување, да не зборуваме веќе за старите кои што нив ги воспитале. И кога во тој храм кој што е телото ќе гори такво нешто и ќе има благодат, нормално е да се тоа и пренесе на материјалниот, на видливиот свет, а плод на таа вера нивна е овој храм што во рекордно време го изградија со своите сили или со помош на други луѓе кои што од страна допринеле со своите средства, меѓутоа сепак радосен сум заедно со нив и со Господа што се заврши сето ова толку брзо. Првин радосен сум што во волку убаво издание веќе ќе почнеме и да богослужиме. Секоја недела ќе има богослужба, секој празник, овие луѓе што се тука блиско, и оние што не биле во можност да заминат до соборниот храм, сега тука секако ќе можат многу со поголема радост и полесно да дојдат да пристапат. Што да ви кажам, ово е голем ден за населба Долно Којнаре и пошироко за православието. Пред 2 години, точно пред 2 години, во местна заедница формиравме црковен одбор со иницијатива на местна заедница и одлучивме со црковен одбор да изградиме црква. Зошто да изградиме црква? Зошто немаме црква после 100 години на постоење на оваа населба, немаше досега изградена црква. Со помош на локална самоуправа на општина Куманово, со помош на Македонска православна црква и сите фирми и други донатори и жителите на населба Долно Којнаре и сите други населби донираа и затоа заеднички изградивме оваа црква, овој прекрасен храм. Апелирам до сите православни христијани да се градат вакви храмови, да не сближуваат, да не уединуваат, да бидеме сите заедно, каде нема изградено храмови, сите заедно да изградиме. Граѓаните истакнале дека се пресреќни, не давајќи се дека тоа ќе придонесе за уште поголемо зближување на луѓето. Овој храм е многу добар и за целото Којнаре и околина. Смете ли дека вакви храмови треба да се градат што повеќе да се зближуваат луѓето? Повеќе да се гради овие, него неки други. Да, ми сме задоволни многу. Ово е за нас големо богатство. У Којнаре наше од мало до големо. Фала на вашето присуство што сте дојдени тука да сите заедно го облежиме ова многу убав чин за нашето населба, бидејќи немаме ваков храм и така сега сме сите сплотени и од оваа местна заедница и од околните. Ова нешто убаво за крштевки, за венчавки, лошото нека се заборави. Ова е нешто невидено за нас со наши донации. Ние сме сите давале и другите имат давано, бидејќи сакавме ваков храм да се изгради, да се сплотиме сите тука, да доваѓаме да се помолиме за нашите најблиски, за дечиња, внучиња. На крајот за сите присутни следуваше општа народна веселба на која граѓаните со задоволство се приклучија.
Општината Старо Нагоричане располага со многобројни туристички места и бројни споменици на културата, манастири и природни реткости. Општината настојува да користи европски пари со кои се обидува да го промовира и да го искористи богатиот туристички потенцијал и паралелно жителите да имаат економски ползи. Градоначалникот на Старо Нагоричане Стојковски најави дека ќе аплицира за меѓугранични проекти во соработка со бугарските општини Рила и Ќустендел. Со бројните културно-историски споменици, археолошки локалитети и термални извори, општината Старо Нагоричане е лидер во североисточниот регион со можност за интензивен развој на туризмот. Руралната општина со најголема површина, но со мал број на жители, постојано аплицира за проекти со кои се труди да ги презентира и потенцира многобројните потенцијали со кои располага и кои се препознатливи не само меѓу македонската, туку и светската јавност. Обсерваторијата Кокино, средновековниот храм Свети Ѓорѓи, манастирите Забел и Карпино, спомен костурницата Зибрњак, меморијалниот музеј Асном, геотермалниот извор Стрновац. Затоа и локалната власт од општината настојува да аплицира за европски пари и да користи расположливи средства од различни програми. Предходните години беше отворен и центар за млади преку проекти и одобрени средства во висина од 500.000 евра од прекуграничната соработка заедно со бугарската општина Рила. Старо Нагоричане користеше 300.000 евра, а со средства од Бирото за рамномерен регионален развој ќе се адаптира просторот за младите. Градоначалникот Стојковски изјави дека со нетрпение го очекува неодамна објавениот повик за прекугранична соработка за кој веќе има договорено со Рила за два проекти. Едниот во вредност од 500.000 евра, другиот за 100.000 евра, кој се однесува на обука на противпожарното друштво. Планираме да направиме од задружниот дом во Младо Нагоричане да го претвориме во еден туристички информационен центар, бидејќи на некој начин во ова апликација и факси овој конкурс најповеќе пари дават за туризмот, така да мислам дека ќе пробаме да направиме еден информативен центар каде што на некој начин ќе може сите туристи, сите добронамерни граѓани и посетители да дојдат во него да видат, да имаме соба на Кокино, соба на Костоперска карпа, соба на Зебрњак, соба на Куклица, соба на Свети Јоаким, значи на некој начин тука да се информира за се она што нуди овој регион, а нормално и општината Старо Нагоричане со сите овие репрезентативни објекти што ги имаме тука, меморијалниот центар. Индиректно за развојот на туристичкиот потенцијал на општината влијае инфраструктурата, затоа општината постојано аплицира и користи средства од различни европски фондови од државата за нови патишта кои ги врзуваат најоддалечените места во општината. За наредниот период општината очекува средства од Светската банка за изградба на два оделни патишта во должина од по 1,2 километри, едниот до Враготурце, а вториот во Младо Нагоричане. И додека општината планира да го развива туристичкиот потенцијал, жителите и самата локална самоуправа изнаоѓаат начини да го решат проблемот со немањето на амбуланта. Во Облавци и Деловци има лекар, но нема во поголемите населени места, како што се селата Старо и Младо Нагоричане, иако објект постои. Младо во Старо Нагоричане, во двете најголеми села и околните што се Челопек, Стрновац, Никулине, немаме здравствена заштита и тоа е една, да не кажам, одработиве што јас како градоначалник се ги имам зацртано, а што тешко ми оди и не можам во овој момент да ја остварам. Моментално, по посетата на премиерот, распишавме оглас како во село Пчиња, така да пробаме и на територија на општината Старо Нагоричано со провоз до граѓаните да добиеме потписи од граѓаните, да собереме 1000 потписи, да можеме да ги ставиме на некој начин амбулантите во Младо и во Старо Нагоричано во функција. Имаме, значи, посебно во Старо Нагоричано нова амбуланта, но сепак не работи. Имаме институција мобилен лекар, тој е така по еден ден во Старо, во Младо, во Alguња, но сепак тоа не е матичен лекар. Така да моментално имаме проблеми, последни 2-3 години се надеваме на позитивно решение и на разбирање од граѓани. Еве еден апел до граѓани да ја прифата оваа иницијатива и да на некој начин пробаме, значи, институцијата лекар да ја воспоставиме во општина Старо Нагоричане. Општината се наоѓа на мощна важна позиција, лоцирана помеѓу два коридори и годишно транзитираат огромен број туристи, така што младите од регионот можат во туризмот да ја најдат својата шанса за вработување. Општина Старо Нагоричане зафаќа површина од 451.000 метри квадратни и брои нешто помалку од 5.000 жители.
Кумановскиот регион изобилува со прекрасни села со одлична местоположба, а во последно време и со многу подобрени услови за живот. Едно такво село е Старо Нагоричане. Со одлична инфраструктура со изградени улица, водовод, нов селски плоштад и центар за млади. На оддалеченост од само 14 километри со кола се стигнува за само 10 минути, но ова не им е доволно младите да останат тука. Не е како во нашето време, сега се помалку сакаат да одработуваат земја. Потребно е да има фабрики и индустријски капацитети, кои би ги задржале во селото, сметаат жителите. Некогаш оваа село беше преполно со млади. Школото претесно да ги собере децата, а сред село во близина на црквата Свети Ѓорѓи, изградена уште во времето на Византија, се собираа мештаните и прикажуваа за новостите. Сега е сменета сликата. Наглата миграција на младите, кои не сакаат да обработуваат земја, туку повеќе сакаат полесна и побрза забработувачка, направи селото за најголем дел од нив да стане место кое ќе се посетува за време на викендите, претежно за одмор и рекреација. Убаво е, супер е. Ама, кад бемо ми помлади, знаеш колко народ имало дека? Може сигурно до 20 пути више народ него сега. Па у тој време кој беше само у селото, имаше и народ у село, сега има народ. Сега село само стари луѓе има. Може ли на овој начин да заживее село? Не знам дали може овако. Ако има млади деца, ако има млада популација, ако се организира да се врати ли тешко. Сите сакат полесен живот денеска. Што да работи? Треба да екзистира нешто што од земја не може дека земја не може да живи народ. Типот на села како што е Старо Нагоричане нуди одлични услови за живот. Во селото скоро сите улици се асфалтирани. Се гради нов плоштад во автентичен селски стил. Има амбуланта, пошта. Пред известно време изграден е младински центар во кој се изведуваат најразлични активности, а во близина и реката Пчиња и бањата Стрновац. Жителите сметаат дека отварањето на некоја фабрика, индустријски капацитет како што е фабриката што се гради за преработка и смрзнување на овошје и зеленчук, би можела да биде потик за опстанок на селото. Треба да има спортска сала една да се изгради, у подопштина Стара Горичина, спортска сала и Млада Горичина треба да се изгради спортска сала за деца за да наступуваат повеќе на фудбал, мала група да има на фудбал. Да, тоа е многу тоа работеше фабриката Чикумано, овдека имаше луѓе и сето тоа беше, меѓутоа такви се времињата, сето се менува и така и испадна тоа. Например, младите овде да живеат од земјоделие? Можат. Да опстанат така, секој, као во градот, така и во селото може да опстанат така. Може ако се направи некој како што имаше едно време тие од Чик, од нови погони, некој да работи у помлади да се запосли, да останем туѓе, иначе нема, друго нема. Треба, фала Богу, ако нема вработување, млади луѓе не може да работат. Порано имаше ковачница, статкарница, волновлачарница, албатница, овдека имаше народ се движеше дека. Сега нема ништо дека. Старо Нагоричане има потенцијал и за развој на туризмот. Во тек е реконструкцијата на споменикот на културата Свети Ѓорѓи и изграден е етно музеј, а наскоро ќе бидат реконструирани и 4 селски куќи во центарот на селото, кои ќе може да примаат туристи. Со отварањето на овие можности, локалното население ќе може да иницира сопствени бизниси, како што се отварање на мали ресторани со традиционална кујна и други бизниси во интерес на гостите кои што ќе доаѓаат. На денешната пресконференција Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН го истакна проблемот на жителите на населбата Гладно поле, кои живеат како во праисториско време. Тие истакнаа дека време е градоначалникот да ги исполни дадените ветувања за време на изборите. Почитувани, денеска се наоѓаме во местото наречено Гладно поле. Како што може да видите, сликата е катастрофална. На место урбанизирана средина ние се уште живееме на поле. Многу од улиците не се асфалтирани и после секој дожд ние се давиме во кал. Со години веќе одиме кај градоначалникот и бараме асфалтирање на улиците и приклучок кон канализациона мрежа, но по се изгледа без резултат. Укажуваме до локалната власт дека вака не можеме да живееме, дека мора нешто да се преземе, да ни се изгради целосна комунална инфраструктура, зашто имаме платен уште кога почнавме да ги градиме нашите домови. До сега речиси ништо не е направено. Господине Дамјановски, на последните локални избори ветивте дека ќе изградите канализациона мрежа во Гладно поле.
но како што сте заборавили или пак имате други приоритети. Како да не ве засега тоа што се давиме во кал, посебно овој период кога врнежите зачестија. Би сакале да ве прашаме што стана со нашето ветување за именување и нумерација на улиците во Гладно поле. Дали знаете со какви проблеми се соочуваме при вадење на нашите документи? Денеска е недела, ден кога сакаме нашето време да го поминеме со нашите најблиски, да прошетаме, да се рекреираме, но по се изгледа дека нема да можеме уште долго време. Бидејќи јасно е дека Зоран Дамјановски нема намера да биде градоначалник и да ги реализира ветувањата кои ги има дадено. Ова е последен апел до градоначалникот. Бидејќи време е Гладно поле да се урбанизира, да престане да биде едно од многуте слепи црева на Куманово. Жителите на оваа населба се крајно револтирани од односот на градоначалникот и најавија доколку не се решат натрупаните проблеми, ќе ја радикализираат состојбата. Проблем ни е 15 години и више на назад, екзистенцијален проблем ни е канал после пат. Пред малку требаше да видите дали такси може да влезе овдека, дали брза помош може да влезе овдека. Значи загрозени и од здравствени аспекти, и од било какви аспекти. Градоначалникот да не бидеме само статистика за него, која ќе треба да дојдат избори и да дојдат, ама не да се станува таму горе, него овде во калта, кај што ние се давиме 15 години, кај што со еден дожд, два, на нас не требаат чамци, да излеземе и да отидеме до продавници или за било што. Крајно, јавно апел се упатува до градоначалникот на град Куманово. Да не биде за едни татко, за други очев. Да дојде. Инаку, цела населба, ако треба лично, јас ќе организирам и ќе поднесеме тужба до општината. А тој е одговорен и татко на општината. Ки ги бараме сите наши права, елементарни, човечки и по било кој основ. Цивил центар за слобода во просториите на поранешен комитет ги започнаа семинарите на тема Слободни избори за слободни граѓани. Семинарите ќе се одржуваат низ неколку градови низ Македонија. Цивил центар за слобода започна нова серија семинари на тема Слободни избори за слободни граѓани. Семинарите ќе се одржуваат низ неколку градови во Македонија. Денеска серијата семинари за слободни избори ја започнуваме токму во Куманово. Ова денеска ќе биде еднодневен семинар за обука и за стекнување нови алатки за мониторирање на состојбите во Република Македонија. Се работи за еден проект кој се вика Слободни избори за слободни граѓанки и граѓани. И тоа е проект во кој ќе се обидеме да и пружиме на Македонија што е можно повеќе услови да придонесеме кон слободните избори кои се закажани за април идната година. Како што истакна председателот на Цивил, поканети се представници на политички партии, општините, граѓанските организации, локалните институции, бизнис заедницата, лидерите во заедниците и други заинтересирани граѓани. Граѓаните не се чувствуваат безбедно на улиците во централното градско подрачје. Ниту додека поминуваат улица, ниту додека одат по тротоари. Бараат од општината решавање на овој проблем. Непрописно паркирани возила, семафори кои не работат, необележани пешачки премини е само дел од сликата во централното градско подрачје. Ке се подобри ли безбедноста на пешаците во општината? И покрај зонското паркирање, возачите ги оставаат своите возила на недозволени места и на тој начин го блокираат сообраќајот, а подеднакво им отежнуваат и на пешаците кои велат дека воопшто не се чувствуваат безбедно и додека одат по тротоари и додека преминуваат улица. Ја мора да се варкам, не се осеќам безбеден. Па зашто се видиш и нови кола, брза воžња, види колку гужва, нема семафори, има ли семафор за пешаци овдека? Нема семафори, не работи ништо. Значи уопште не функционише у Куманово ништо. Па затоа што често пати по тротоари идат со точкови, со мотори. Дали институциите реагираат? Па требало би да реагираат. А и пешаци требало би да почитуваат прописи, да поминуваат намо каде што е обележен пешачки премини. Значи и пешаци треба да почитуваат прописи, а и возачите ако на пешачки премин треба да застанат. Пешаци имат предност таму. Они често Градска воžња знае се колку е градска воžња. Градска воžња не е 80 и 90. Да се разберам. 80 и 90 на автопут може да вози, а не овдена. Тоа може да кажа.
И ние не внимаваме и возачите, исто. Никако. Зошто? Зашто се брзо вози. Што мислите, кој е виновен? Дали пешаци? Па и пешаци се виновни и тие што возат се виновни, пошто не гледаат знаците, не ги прават. Граѓаните бараат од градските власти да дадат напори за пешаците да се движат безбедно, а воедно бараат и воведување на ред во сообраќајот во градот, како и обележување на пешачки премини и поставување на соодветни знаци кои ќе бидат во користи на пешаците и на возачите. До крајот на годината во Кратово треба да биде отворено регионалното туристичко биро наменето за промоција на туризмот во 5 општини од македонскиот североисток. Средства за истото се обезбедени со германска донација преку Центарот за развој на североисточниот плански регион. Со цел промоција на туристичките ресурси на општините од македонскиот североисток, до крајот на годината треба да биде опремено и отворено регионално туристичко биро лоцирано во општина Кратово. Средства се обезбедени со германска донација преку Центарот за развој на североисточниот плански регион, информираше градоначалникот на Кратово Мита Андоновски. Треба во секој момент да отпочнеме со изградба и на регионално туристичко биро, кое го финансира североисточниот плански регион преку германска донација, значи туристичко биро кое ќе работи за промоција на туризмот на целиот североисточен регион. Мислам дека до крајот на годината ќе биде завршено и ќе можеме да го ставиме во функција и да вршиме поголема промоција на туристичките капацитети и од Кратово, и од Ранковци, и од Крија Паланка, од Куманово, од Нагоричани, од Липково, и мислам дека ќе се подобри и во тој поглед состојбата. Расте бројот на туристи пред се за време на викенди, а во насока на подобрување на нивниот престој се прават бројни напори. Пред се редовно се одржуваат и разубавуваат природните и културно-историските локалитети, односно архитектонските зданија, и се подобруваат сместувачките капацитети во општина Кратово. Се повеќе туристи доаѓаат во Кратово, посебно во викендите, значи постојано има автобуси, гледам странски туристи. И една друга ставка што ја немаме во буџетот на општина, сега се појавува, тоа е престој на туристи во хотел Кратис, каде што гледаме дека преку текот на целата година идат туристи и се плаќа таа туристичка такса, така да од тоа можеме да заклучиме дека се повеќе се зголемува бројот и на домашни и на странски туристи во Кратово и во општината воопшто. Мислам дека треба да продолжиме сите заедно, сите општини да извршиме промоција, затоа што имаме можности за тоа. Значи ги имаме во Кратово стари културно-историски споменици, го имаме тука во Крија Паланка Свети Јоаким Осоговски, го имаме во Нагоричани, Кокино. Во Центарот за култура Трајко Прокопиев во Куманово. Пред публиката беше прикажана модната ревија Современата мода, инспирирана од модните трендови на 50-тите, 60-тите и 70-тите години на 20-тиот век во организација на Национална установа Музејот Куманово. Истата е во рамки на проектот со кој минатата година беше презентирана ревијата Од Алафранга до современата мода, која беше прво наградена на меѓународниот фестивал во Созопол, соседна Бугарија. Модната ревија Современата мода е инспирирана од модните трендови на 50-тите, 60-тите и 70-тите години на 20-тиот век во организација на Националната установа Музеј Куманово. Пред присутните ги прикажа модните трендови карактеристични за градската мода, која ги одбележала 3 децении по Втората светска војна. Истата е во рамки на проектот со кој веќе беше презентирана ревијата Од Алафранга до современата мода. На авторот Анита Ѓорѓиевска, кустос и етнолог во Кумановскиот музеј. Успеав да обезбедам доста голем број на експонати, значи делови од градска носија, машка и женска, кои што се карактеристични за овие модни трендови, така да тие веќе се дел од нашата етнолошка збирка. На тој начин ние избогативме етнолошката збирка, на тој начин ние го и прикажавме нашето богато културно наследство. Модните креации, освен во музејските депоа, треба да бидат представени и пред пошироката јавност, во и надвор од земјава. А во таа насока придонесува поддршката од Министерството за култура на Република Македонија, изјави директорката на Кумановскиот музеј Анита Цветановска. Инаку самиот проект е поддржан и финансиран од Министерството за култура на Република Македонија и истиот проект живее веќе 2 години.
Значи, овој проект најпрвин беше роден во Лапидариум на Националната установа музеј Куманово, а потоа беше представен пред публиката во Крива Паланка и пред публиката во Скопје во Музеот на македонската борба, за да истиот подоцна биде представен во Културно-информативниот центар во Софија и понатаму на меѓународниот фестивал Музите во Созопол, каде што ја освои престижната прва награда на стручното жири, како и специјалната награда за самиот проект. На ревијата беше презентирана и новата современа колекција насловена Славна птица на дизајнерите Александар Рашковиќ и Филип Митевски, инспирирана од 50-тите и 60-тите години на минатиот век. Презадоволни, нормално дека секогаш може подобро, меѓутоа времето си игра своја улога, нормално дека некогаш треба да се затвори колекцијата. Заедно со Филип решивме дека ќе ја затвориме, тоа што го направивме, мислам дека публиката треба да каже каков печаток сме оставиле. Ние сме презадоволни. Карактеристика на 50-тите години е нагласен струк и широки колкови. Тоа мислам дека го покажавме во нашата ревија. Нормално дека ние не можеме таа мода да ја представиме 100% да речам тука, него ја осовременивме да речам. 2 месеци работевме скоро, па може и повеќе. Имавме доста тешки изработки. Од средината на минатиот век, значи ние се задрживме во специјалните кроеви, значи од наше видување. Според плановите, модната ревија првен ќе биде прикажана во земјава, а потоа и во Љубљана и Созопол, соседна Бугарија. Ревијален Денс Фест по 5-ти пат се одржа во Куманово. Богати музички перформанси беа изведени на овој јубилеен 5-ти концерт со голем број на гости од Скопје и Велес. Посетеноста беше голема, каде добрата забава и дружба не изостануваше. Јубилејното 5-то издание на Денс Фестивал за ова година понуди богати музички перформанси, изведени од голем број на деца на различна возраст. Организаторите, односно домаќинот на фестивалот Денс Студио Мак, подготвени ги пречекаа сите гости кои учествуваа на фестивалот. Посетеноста беше голема, каде добрата забава и дружба не изостануваше. Мерилин Стојановска ги доловува впечатоците од овој 5-ти поред фестивал. Па фестивалот, како и секоја година, така и ова јубилејна 5-та поред, помина со голема посетеност од страна на љубителите на танцот од нашиот град, како и од останатите околни градови гости. Програмата беше богата, застапени беа сите видови на танци, од модерен, хип-хоп, джез, стрит, латино и класичен балет, но сепак тој имаше ревијален карактер, не етно-преварувачки тип. Така, како течеа подготовките? Па, подготовките течеа нормално, секако со посилен интензитет, техниката, сценографијата, гардероба, како и кореографиите кои што треба да се спремат за фестивалот. Се течеше по-добро, бидејќи веќе сме еден голем тим кој е способен за еден ваков голем проект. Така, и кои досегашни настапи би ги издвоиле? Па еве последниот настап што го имавме во телевизија Пинк, со 2 групи настапивме, групи Kids јуниори, каде што поминавме во следниот круг и сега се подготовките за следното снимање на телевизија Пинк, а потоа секако дека следот други настапи, како например еве би го издвоила и фестивалот во Нови Сад, кој што е во ноември. За кореографијата и за седа изгледа безпрекорно на сцената е задолжена Сара Неделковска, која инспирацијата ја црпи од случувањата во секојдневниот живот. Инспирацијата ја црпам од секојдневниот живот. Лично на мене тоа што ми се случува и тоа некако доаѓа до некоја идеја, до некој оригинален материјал, го склопувам и доаѓа до едно дело, реализација на едно дело. Макдинс постои од 2004 година и активно работи на изучување на модерните танци, воедно и хип-хоп, класичен балет и модерен джез балет, со деца од 4 до 22 годишна возраст. Председателот на владата на Република Македонија Никола Груевски и владина делегација остварија средба со македонска дијаспора во Колумбус, Охајо, Соединетите Американски држави.
На средба со македонската дијаспора во Колумбус, Охајо, Соединетите Американски држави, во своето обраќање премиерот Груевски ги истакна континуираните заложби на владата за остварување на конкретна соработка со македонската дијаспора во сите сфери од заеднички интерес, потенцирајќи дека иселениците се значаен сегмент од македонската нација кои служат како мостови за соработка во земјите во кои живеат. Подсетувајќи дека владата го втемели правото на глас на иселениците, тој се осврна и на проектите кои се спроведуваат, а во чиј фокус се македонските иселеници, како што е проектот преку кој членовите на дијаспората на ефикасен начин може да ги добиваат потребните документи кои ги издаваат надлежните органи на Република Македонија. Целата помош која што доаѓа од македонската дијаспора до граѓаните во Македонија од големо значење. Може би вам ви изгледа малку, може би вие помагате на некој ваш роднина, братучет или било кој друг во Македонија, но кога сите тоа го прават на начин кој го прават со децении наназад, се заедно тоа е огромна помош за Македонија, рече Груевски во своето обраќање пред присутните. Председателот на македонската заедница во Колумбус, Благоја Станишевски, му се заблагодари на македонскиот премиер и членовите на владината делегација за постојаната комуникација со иселениците и реализацијата на проекти кои се од интерес за дијаспората, соопшти секторот за односи со јавноста на владата на Република Македонија. Фондот за образование и поддршка на млади таленти на Македонија 2025 ќе има за цел да финансира студенти од Република Македонија, кои со помош на Македонија 2025 ќе продолжат да студираат на универзитети во Соединените Американски држави и Канада. Председателот на владата на Република Македонија Никола Груевски и владината делегација вчера во Колумбо, Охајо, присуствуваа на гала вечерта во организација на Македонија 2025, која што беше организирана со цел собирање средства за воспоставување на Фондот за образование и поддршка на млади таленти, кој што е дел од едукативните програми на Македонија 2025. Фондот за образование и поддршка на млади таленти на Македонија 2025 ќе служи за финансирање студенти од Република Македонија кои со помош на Македонија 2025 ќе продолжат да студираат на универзитетите во САД и Канада. Премиерот Груевски во име на владата на Република Македонија даде позитивна оценка и поддршка за идејата и функцијата на фондот. Франција соопшти дека започна со првите воздушни напади врз милитантната група од Исламска држава во Сирија. Крајно време е Советот за безбедност на Обединетите нации да се реформира, за да биде одраз на вистинскиот распоред на силите во светот во 21 век, изјави германската канцеларка Ангела Меркел. Во Каталонија утре се одржуваат регионални парламентарни избори, кои практично се доживуваат како референдум за отцепување на овој богат регион на Шпанија. Следуваат вестите од светот. Франција соопшти дека започна со првите воздушни напади врз милитантната група од Исламска држава во Сирија. Во соопштенијето од председателскиот кабинет е наведено дека со првите напади се погодени терористички цели, кои претходно биле утврдени при извидничките мисии, кои беа спроведени во изминативе 2 недели. Во соопштенијето е наведено дека операцијата за борба против терористичките закани од Исламска држава е во координација со партнерите од Американската коалиција. Меѓу другото, во соопштенијето се повикува сеопфатен одговор за сирискиот хаос. Во септември 2014 година Франција се приклучи кон Американската коалиција за спроведување на воздушни напади против милитантите од Исламската држава во Ирак, откако екстремистичката група зазеде големи делови од сириската и ирачката територија. Крајно време е Советот за безбедност на Обединетите нации да се реформира за да биде одраз на вистинскиот распоред на силите во светот во 21 век, изјави германската канцеларка Ангела Меркел. Нам не е потребен нов начин на работа за да се решаваат проблемите, рече Меркел, за време на воведното обраќање на состанокот со колегите од Бразил, Индија и Јапонија. Мораме да продолжиме многу мудро во пронаоѓање сојузници, за да ја постигнеме целта, рече Меркел, на самитот на светските лидери за глобален развој на Генералното собрание на Обединетите нации. Во Каталонија утре се одржуваат регионални парламентарни избори кои практично се доживуваат како референдум за отцепување на овој богат регион на Шпанија, доколку повеќето избирачи својот глас го дадат за партиите кои се залагаат за независност. Според најновите анкети се очекува дека сепаратистичките партии ќе освојат мнозинство од вкупно 135 места во парламентот. Истражувањата на Центарот за студии на јавното мислење покажуваат дека прашањето на сецесија на листата најважни теми за каталонците е подневработеноста, незадоволство
ръководството од политиката и состојбата во стопанството. За независно се залагаат две коалиции, заедно ЗАДА, на чие чело е актуелниот претседател на Каталонија Артур Мас, и коалицијата на радикалната левица, кандидатура за народно единство, која заговара одцепување од Европската унија, а која според наблюдувачите би можела да има пресудно значење во идната прераспределба на силите. Од друга страна, коалицијата Каталонија да ние можеме, која е сочинуваат левичарскиот Подемос и каталонската Зелена социјалистичка партија, заговараат федерална Шпанија и одржување референдум за да се реши националното прашање во Каталонија. Кошаркарите на Куманово не успеа да се пласираат во големото финале на Суперкупот, откако во полуфиналето беа поразени од МЗТ. Вториот финалист стана екипата на Работнички, која во второто полуфинале го декласира Кожув со 79-56. Кошаркарите на Куманово се поразени во првиот официјален настап во така наречениот Хуавеј Суперкуп од МЗТ со 78-75. Епилогот на овој меч можеби можеше да биде и поинаков, доколку кумановци беа поприсемни во клучните моменти во финишот. Именно во последните неколку минути избраниците на Луковиќ промашија 6 слободни фрлања и се чини дека тоа беше клучниот момент на напреворот. Што се однесува за целиот дуел, МЗТ постојано имаше водство, кое Куманово некако во финишот успеа да го намали, но тоа беше се што направија. Во екипата на МЗТ творец на победата беше Дреноваc со 23 поени, додека во Куманово светла точка беше Костовски со 17 кошеви. Па така во големото финале на Суперкупот ќе се сретнат старите ривали МЗТ и Работнички, додека во борба за третото место ќе играат Куманово и Кожув. Ракометарите на Металурги израдуваа своите навивачи, откако успеа да ги освојат првите бодови во Лигата на шампиони. Подмладениот состав на Червар се прикажа во вистинско светло против швајцарскиот Шафхаузен, кој беше лесен плен за нашиот представник. Екипата на Металург успее да ги освои првите бодови во Лигата на шампиони. Во арената Борис Трајковски, нашиот представник, го совлада швајцарскиот Шафхаузен со 28-24, благодарејќи на подоброт игра во текот на целиот меч. Иако многумина не верува во екипата на Червар, сепак таа покажа дека и оваа сезона ќе биде достоен ривал во силното напреварување. Првото време македонскиот представник го реши со 15-11 и најави дека трите бода ќе останат во Скопје. Сите ракометари заслужуваат честитки за борбеноста, а со својата ефикасност се истакна искустиот Божовиќ, кој поентираше 8 пати, како и Мраковиќ со 5 голови. Во следното коло Металург ќе се сретне со норвешкиот Елверум. Во вестите од меѓународната спортска сцена за денеска издвоивме. Аргентинскиот тениски ас Хуан Мартин Дел Потро по неколку повреди кои му се случија на најдобар пат да се врати на терените. Звездата на Барселона Лионел Меси доживеа тешка повреда поради која ќе отсуствува 2 месеци. Поранешниот освојувач на US Open, аргентинецот Хуан Мартин Дел Потро, можно е наскоро да се врати на тениските терени. Дел Потро вчера го прослави 27-миот роденден и е за очекување да се направи обид да се врати на тенискиот врв. Тој се врати на физичката активност и наскоро ќе почне да тренира и со рекет, а можно е тоа да се случи до крајот на овој месец, изјави председателот на Тениската федерација на Аргентина Армандо Сервоне. Во последните неколку сезони Дел Потро имаше проблеми со повредите и поради тоа долго отсуствуваше од тениските напревари. Негов најголем резултат е Гранд Слем титулата од 2009 година на US Open, кога во финалето го победи Роџер Федерер. Во секој случај, добра вест за љубителите на тенисот, ако се знае дека Дел Потро немаше среќа во кариерата поради многобројните повреди кои му се случуваа. Првиот играч на Барселона, еден од најдобрите светски фудбалери, Лионел Меси, на дуелот од шпанското фудбалско првенство доживеа тешка повреда која со сигурност ќе го далече од теренот најмалку 2 месеци. Аргентинецот се повреди во почетните минути од мечот со Лас Палмас и мораше да биде заменет. Барселона го доби на превора со 2-1, но петата победа на каталонците ќе остане во сенка на повредата на нивниот најдобар играч. Ова е голем удар за Барселона во пресет на преварите од премиера, а секако и за сребите од Лигата на шампионите. Поради паузата, Меси ќе го пропушти популарното дерби со големиот ривал Реал Мадрид Ел Класико, кој ќе се игра на 21 ноември.
Да ја проследиме временската прогноза за македонскиот североисток. Тоа беше се за третиот дневник. Пријатна вечер и останете со програмата на К3.